Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Уште од самиот почеток сакам јасно и гласно да кажам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата дава комплетна поддршка на ова предложено законско решение. Бидејќи навистина има добри работи во ова законско решение, иако има недоречености и работи кои понатаму можат да направат проблеми, но секогаш ние како пратеничка група сме застанувале во интерес на граѓаните на Република Македонија, така ќе биде и денес по основ на ова законско решение. Но јас сакам да поставам неколку прашања по однос на оваа проблематика, бидејќи во изминатиот период од страна на унисекс министерот, моментално за земјоделие, Николовски, бе манипулирани граѓаните дека не се исплатени субвенциите и му праќаше лично пораки, од кои ги имам читано, на земјоделците, дека се касни со исплатата на субвенции поради тоа што ВМРО ДПМН го кочи во собранието законот за земјоделство и рурален развој. Одма да кажам дека ова не е вистина, бидејќи исплатата на субвенциите воопшто не е поврзана, условена со никакво законско решение кое е во законска процедура во собранието, ниту пак со ова законско решение за кое денеска ние тука разговараме. Затоа сакам да поставам неколку прашања до вас, бидејќи на Комисијата за земјоделие ниту вие, ниту заменик министерот од земјоделство кој присуствуваше не ми даде одговор. Сакам во интерес на македонската јавност и земјоделците да ги поставам овие неколку прашања, бидејќи тие не се прашања кои го интересираат само пратеникот Петар Ристевски од Прилеп, туку ја интересираат целата македонска јавност, односно земјоделците, а посебно тутуно производителите. Имено, со предлог на закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој, покрај претходно предвидените услови со кои земјоделските стопанства не треба да имаат парични обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за користење на поддршка по програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, воспоставен е услов земјоделските стопанства да немаат обврски ниту по основ на неплатени даноци и придонеси за кои е надлежна Управата за јавни приходи, со што се предизвикаа проблеми во имплементацијата на изминатите годишни програми. Од тие причини редовно се одложува примената на овој услов со интервенции во законот секоја година посебно. Овие проблеми не се отстранети ниту од 2017 година од како екзистираат, па до денешен, односно оваа 2022 година, иако владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ имаше можност за корекција, но почитувани граѓани тоа до ден денешен и не го направи. Оттаму прашуваме зошто и оваа година се пристапува со повторно пролонгирање. Прашуваме зошто не се донесе конечно решение со кое овој услов ќе се изземе, односно укине и ќе се врати старото законско решение од 2015 година, кога тоа не постоеше и кога врските се подмируваа со пребивање на одобрените субвенции. Зошто е потребно секоја година да се врши притисок врз земјоделците, тие да се чувствуваат несигурни во законски стекнатото право да ги добијат предвидените субвенции, односно земјоделската финансиска поддршка. Истовремено прашувам, зошто на земјоделците, кои веќе имаат доставено уредна документација за подмирени обврски кон Министерството за земјоделство и кон Управата за јавни приходи, не им се исплатени до денес 30 мај 2022 година субвенциите на нивните трансакции сметки, а му се повеќе од потребни за отпочнување на производството за оваа тековна реколта. Исто поставувам прашање, колкав е периодот за издавање на потребната документација од страна на Управата за јавни приходи и дали е тој подолг од 24 часа и зошто е тоа така? Дали помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
постои меѓусебна координација со податоците за земјоделските долгувања и дали функционира системот на контрола на долгувањата по сите основи. Или е потребно земјоделците, почитувани колеги, наместо да ги извршуваат денес своите активности во екот на производствениот период, да одат по шалтери за обезбедување на потребната документација. И конечно, прашуваме дали за обвинувањата кон опозицијата за наводно кочење на предложените законски измени всушност се сокрива лошата состојба во буџетот, кој не е во состојба да изврши тековна исплата на законски предвидените субвенции. Затоа, уште еднаш ќе кажам, луѓето си ги чекаат да му ги исплатите нивните пари, бидејќи му се повеќе од потребни. Затоа и ова законско решение, односно оваа седмица, денес, на која ова законско решение е на дневен ред, е толку интересна за македонската јавност, за земјоделците, бидејќи си ги чекаат парите, а наседнаа на изговорот дека нешто се кочело во собранието и затоа парите не биле исплатени. Парите не се исплатени затоа што оваа влада ги троши непродуктивно и нема пари за исплата на субвенциите и се чека заемот од милиарда евра за исплата на плати, пензии, вклучително и на субвенции. Затоа, почитувани граѓани, до ден денешен, 30 мај, си ги немате добиено средствата од вашите субвенции. А во времето на ВМРО ДПМН беа исплаќани редовно после завршувањето, крајот на купот на тутунот. И за крај, ако, почитувани колеги, сакате навистина да направиме нешто добро за македонските земјоделци, за тутунопроизводителите, еве ве повикувам уште еднаш, поддржете го предлог измените на Законот за земјоделство и рурален развој, односно Законот за тутун, се извинувам, кој ние како пратеничка група го предложивме, но вие тоа не го правите. Вие тоа го обструирате и внатре реагирате со амандмани кои во најмала мера се манипулативни и чудни. Само ќе кажам за почитуваната јавност да знае како манипулирате или пак кој тоа манипулира со вас, бидејќи амандманите ви ги има пишувано некој кој добро ја познава проблематиката во аграрот, но очигледно тоа го направил од криминален и шверцерски аспект, не со добри намери, не со честни намери. Имено, таму во членот 2 велите да се забрани увозот на сортите на тутун: Прилеп, Јака, Отля, Басмак, Џебел. Почитувани колеги од мнозинството, ако не го знаете, овие 5 сорти на тутун се автохтони. Се произведуваат само тука во Република Македонија. Требало вие да ви напишат да ги забраните увозот на грчкиот Катерини, на турскиот Измир, на тутунот што се увезува од Албанија, од Бугарија, од Молдавија, но некој ве изманипулирал или пак вие сакате да манипулирате со тутунопроизводителите и предлагате да се забрани увоз на нешто што се произведува само во Македонија. Од каде вие ќе увезувате тутун од сортата Прилеп кога расте и се произведува во Република Македонија, почитувани колеги? Затоа се потребни нови избори, затоа треба нова власт која ќе работи во интерес на граѓаните и која ќе спроведе една добра аграрна политика. Не лицемерие со кое вие се служите и се залагате овде како ки знае што да сте направили и предложиле со авансна исплата на субвенциите 30%, но која ќе важела од 1.1.2023 година. Ова го поддржуваме законско решение, знаете зошто? Затоа што тогаш ние ВМРО ДПМН ќе бидеме на власт и ќе ги исплаќаме субвенциите редовно. Од 1.1.2023 година, почитувани колеги, оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ќе биде минато. Граѓаните тоа го знаат и со душа чекаат, како што колегата Минов се крстеше, се крстат и тие за нови избори на кои пресудат. Ви благодариме. Ви благодарам. Само малку.